почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министр. Очекувано беше дека овој амандман ќе биде одбиен, инаку јас сум приврзаник и секој пат сум на тоа становиште да доколку има потреба од поддршка оправдана за прифаќање на амандманите, тоа и го правам. Јас само сакам и ово да го кажам на почетокот дека го поздравувам прифаќањето на овие два амандмана во текот на овие 2 дена колку водиме расправа. Меѓутоа, лично не сум задоволен од тоа за останатите колеги кои ги поднесува амандмани, а не беа прифатени. Ја исто така сакам да потсетам дека кога се водеше расправа за усвојување на буџетот за 2020 година, беа поднесени негде околу 370 амандмани. Од овие 370 амандмани беа прифатени само 3-4. Сакам да потенцирам една работа, ама добронамерно сакам да кажам. Значи, ние, пратениците, прво право е на секој пратеник да поднесува амандман доколку оцени. Втората работа е, амандманите ние ги поднесуваме заради потребите на решавањето на комунално-инфраструктурните проблеми со кои граѓаните секојдневно се суочуваат. И тие нивни проблеми, тоа нивно барање, ние го преточуваме тука во амандманите и затоа овдека го поднасаме. Така да, сакам да сватите дека поднесувањето на амандманите е корисна работа. И заради граѓаните, но и заради владата, а и одговорноста на нас пратениците не е мала. Сакам една сугестија да ви дадам, почитуван заменик министр, а тоа е, бидејќи поднесуваме многу амандмани, и мајки во предвид дека вие сега се наоѓате во фаза на изготвување на буџетот за 2021 година, нека овие амандмани ви послужат како појдовна основа за изготвување на буџетот за 2021 година. Вие сигурно по тоа го вие знаете дека имате средба со сите министерства, да речеме со министерот за земјоделие, за транспорт и врски, со животна средина. Па овие амандмани на вас што ви ги презентираме на вас овдека, запознајте ги тие министри. Па во своите програми нека ги стават. И така да заедничка цел е на сите нас што сме овдека во еве да речеме во оваа просторија овдека е да им помогнеме на граѓаните. Ме радува, односно сакам уште една сугестија да дам, да кажам, а тоа е малку сакам да упатам критика до министрите. Не можам да замислам и да сватам, да разберам како еден министер може да му трае мандатот, да речеме 3 години, или помалку од 3 години, или пак 4 години, а да не издвои време еднаш да отиде во некој град. И во тој град да се сретне со градоначалникот, со советниците и да ги чуе проблемите со кои граѓаните се суочуваат. Конкретно јас еве ќе кажам дека потекнувам, знаете вие, ние сме комшии, јас потекнувам од Кратово. Еве тоа да го кажам, дека мене ми досади поднесувањето на овој амандман. Ја овој амандман го поднесувам по 6-ти пат. Велат, надежта умира последна, ама ја веќе отрпна со ова. Ама проблемите не отрпнаа. Луѓето бара да се решаваат овие проблеми. Бидејќи ја потекнувам од Кратово, ќе знаете вие дека Кратово е стар град, град музеј, изобилува со едно богато културно наследство, со мостови, со кули, со подземни темели, со подземни тунели, и затоа уште се нарекува град на мостови и кули. Меѓутоа, и заради тоа, ние во 2015-16 година донесовме закон за заштита на културното наследство. Меѓутоа, почитуван министер, пак велам добронамерно кажам, ништо, ни чекор од 2017 година не се превзеде ништо за заштита на културното наследство во Кратово. Отворен ќе бидам, ќе кажам, практично за нас Министерство за култура, за Кратово зборам, не постоеше за овие 3,5 години. И заради тоа што немаше некоја активност од страна на Министерство за култура,
Веќе сега во фаза, проверете го ова, во фаза на распаѓање се наоѓаат се овие мостовите. Еве ќе го спомнам еден од тие алармантен проблемен случај со Гровчанскиот мост. Сега сакам со ова да кажам дека со оглед на тоа дека Македонија е мала државичка, мора министрите да најдат време барем во годината поеднаш, два пати да ги посетат општините и да се запознае со оние приоритетни, кои се алармантни и најнеопходни потребни проблеми да ги решават. На тој начин владата, министерството, ние пратениците ќе успееме со грижа да на луѓето им помогнеме. Инаку вака ако бидеме инертни, пасивни, не комуницираме со луѓето, верујте ми дека ќе страдат едноставно луѓето. Ја овој амандман рекол го поднесувам по шести пат. Го поднесувам затоа што потребата е сериозна и неопходна. Неопходна е затоа што еве да малку го кажам и дека се работи за еден проект кој веќе започнат од 2009 година до 2012-13 година се работеше на изградбата на колекторски систем и се направи колекторски систем во должина од 2,5 километри. Меѓутоа, поради немање на средства не се продолжи со изградбата. Паралелно со изградбата на колекторскиот систем се уредуваше и речното корито. Со изградбата, односно изградбата заврши точно во централното подрачје кај хотелот. Меѓутоа реков дека сега има потреба за доградба до мостот. Зошто ова потреба е императивна, кажувам, неопходна? Затоа што сега функцијата, улогата на колекторскиот систем ја врши Кратовска река. Во неја се вливат отпадните води, атмосферските води, фекалните води. Значи имаме веќе еколошки проблем. Тој еколошки проблем може да предизвика одредени заболувања. Ние имавме таква една епидемија што не посакувам на никој да се таа епидемија таква од хепатитис да се појави. Техничка документација имаме. Ве молам, имајте во предвид. Јас знам дека сега уште месец и пол останува од ова календарска година, ама ве молам во програмите за било тоа да е преку Министерството за животна средина, било тоа дека да е преку Министерството за транспорт врски или овие институции што ги споменавте, да се заложиме, да обезбедиме средства. Ако не може сумата, ако е голема од ево што бараме 50 милион, нека се оди во фази етапно, меѓутоа проблемот ве молам мора да се реши. Благодарам.